Каков е затворскиот живот на осудените за настаните од 27 април? Какви се условите во затворските келии? Како минува еднодневно секојдневие? Ова се само дел од прашањата на кои Алфа телевизија сакаше да добие одговор, поради што официјално побаравме да ги снимиме сите 17 осудени за влезот во собранието. Според член 202 став 2 од Законот за извршување санкции, снимање на осудени лица во затворите е дозволено ако директорот на управата го одобри тоа, но и по 10 дена се уште немаме одговор на ниту едно од 17 барања на телевизија Алфа за снимање во затворите во Штип, Прилеп, Идризово и Шутка. Директорот на управата може да одобри посета на представници на средствата за јавно информирање. Снимањето може да биде извршено ако тоа биде одобрено од осудените, а најголем дел од нив имаат желба во јавност да излезе и нивната страна на приказната. Поради тоа Алфа за секој осуденик пушти посебно барање. Директорот на управата може да одобри фотографирање и снимање на објекти на казнено-поправната установа и воспитно-поправна установа. Вработените, како и осудените лица во казнено-поправните установи можат да се фотографираат само со нивна согласност. Се наоѓаме тука пред службениот влез на затворот во Идризово, каде својата казна издржува еден од оние кои беа осудени за настаните од собранието. Иако законот дозволува снимање, Алфа побара да влезе во затворите во Штип, Прилеп, Шутка и Идризово. За тоа се уште немаме дозвола од управата за извршување санкции. Околу судбината која секојдневно ја живеат веќе 5 години осудените за овој настан не се знае речиси ништо освен писма од затвор кои може на рака да се избројат. Последното од Јане Ченто во февруари годинава, таму тој повикува на помош од сите граѓани за правдата конечно да дојде. Ставете сега дека некој ваш го доживува ова што и јас и другите го трпиме 5 години. Ставете се за секунда ако не можете повеќе, видете како е и до кога. Ние чекаме уште, нели? Се бориме од затвор против окупаторите, предавниците. Ке станете ли конечно да се изборите за нашата правда, бе другари? Како држава, партии во собрание има многу. Има механизми да се следи се ова. Ние не бараме преку леп погача. Бараме правда и фер судење. Ова не е прв пат Алфа да остане без одговор на барање за снимање на затвореник. Истиот случај претходно беше кога побаравме да го снимиме и Бојан Јовановски. Тогаш Алфа доби дозволи од адвокатскиот тим на Буки 13, но тоа беше недоволно. Денеска повторно прашавме кога ќе ни одговорат на барањата, но одговор се уште не добивме.